Почитувани, сакаме да информираме јавноста дека советничката група на СДСМ во град Скопје покренува иницијатива за спроведување на антикризни мерки кои ќе го ублажат и онака тешкото економско преживување на стопанството. Градот Скопје поголем дел од својот годишен буџет го полни преку наплата на фирмарина, јавна давачка која представува годишна обврска за сите фирми на територијата на град Скопје. Без оглед дали станува збор за човек фирма, тезга на пазар или гигант како Македонски телеком, висината на фирмарината за сите правни субјекти е иста. Ако на оваа јавна давачка се додадат уште десетина други давачки и даноци, износот на финансиските обврски на годишно ниво представува огромен товар, посебно за малите фирми кои се борат за гол опстанок. Градоначалникот Гоце Трајановски издава решенија за присилна наплата и по секоја цена ја наплаќа фирмарината. Например, градот Скопје секоја година блокира околу 25.000 мали фирми само по овој основ. Бидејќи градоначалникот Гоце Трајановски не сакаше да ги прифати нашите добронамерни укажувања и да ги намали непродуктивните трошења на народните пари, ние денес излегуваме со конкретен предлог: да се замрзне наплатата на фирмарината на период од една година како антикризна мерка. Гоце Трајановски како председател на ЗЕЛС и градоначалник на Скопје да достави предлог до владата за итни измени на законот за комунални такси. Сметаме дека е подобро и поразумно да им го лесниме економското преживување на 25.000 фирми кои вработуваат луѓе, отколку Гоце Трајановски по секоја цена да ја наплати фирмарината и парите да ги потроши за нешто непродуктивно како камен, бронза, споменици и жални врби во реката Вардар. Фактот што Македонија заради рекордната сиромаштија и невработеност стана светски првак по индексот на мизерија, треба да представува причина плюс Гоце Трајановски и ВМРО ДПМН да ја прифатат оваа наша добронамерна иницијатива.